Добро утро и од мене, и како што знаете, веднаш по Ја сакам Македонија започнува новото издание на магазин. Утринскиот блог продолжува со мојата денешна драга гостинка, креативната писателка Кристина Митровска-Мучовски, со која разговараме за нејзината нова книга за деца, за промоцијата, за нејзините моменти на творење, инспирацијата, како и за животот во Америка и корените од Македонија. За сето во продолжение, па затоа ве канам на една убава дружба со мојата гостинка Кристина. Добро утро и добре дојде. Добро утро, благодарам многу на поканата и ми е драго што сум денеска со вас во студио. За прв пат во Сител, тука во магазин. Кај мене баш ми е драго што се погоди моментот токму сега кога си во Македонија, бидејќи нели како што спомнавме живееш во Америка. Колку време си веќе таму? Така, благодарам. Па веќе 2,5 години сум во Америка и реално ми се чини како да поминал месец-два. Меѓутоа, еве после тој период дојдов сепак и после многу промени реално кои што ми се случија таму. Дојдов тука, отидов сама. Таму се омажив со сопругот, се вратив со синчето за да ја запознаеме баба и после пак се враќаме кај сопругот. Така е, во Њу Џерси? Во Њу Џерси, да. Да, каква е те разлика забележуваш од како си таму, што е оно што најмногу се смени за тебе? Дали ти беше лесно или пак имаш и потешкоти да се прилагодиш на еден нов свет? Да, благодарам. Па вака, секоја промена малку е предизвик кога ќе се отида таму. Прво што приметив како најголема разлика е блискоста со луѓето околу нас, дружба. Например, кога отидов се вселив нели во куќата кај сопругот, прво што приметив е никаде нема ограда, секаде има убави тревници и пред секоја врата има Амазон пакети. Така. Викам, како бе ова на секој чекор се испоставено, бидејќи кај нас не дека нели многу се краде, меѓутоа тоа не е баш секојдневна гледка. Тоа ми беше интересно и тука бидејќи од Скопје многу пешачам. Значи, постојано пешачам. Таму кога отидов, пешачам, меѓутоа само низ населбата и жива душа нема на улиците. Значи, мислам дека првиот месец не видов никој од соседите. Значи, само јас на улицата околу, дури чудно. Меѓутоа, редовно поминува една полициска патрола, што е фино, бидејќи го чува да, соседството, малото. Да, соседството. Да, се чувствуваш безбедно. Да, навистина безбедно, убаво, зеленило, има многу дрвја. Значи, се осеќам баш како да сум искочила до паркче да прошетам, иако сепак тоа е само моето мало, што е многу убаво. И ти треба автомобил, предпоставам, за подолги нели дестинации, како што кажа, не можеш насекаде да пешачиш. Така е. Интересна работа, дури зборував со сопругот за прилагодување таму, тој ми рече дека ќе мора да возам. Овде нема возачка и овдека положив за кола, а таму сепак требаше однова, меѓутоа јас му рекав, викам, те не се секира, јас можам и по 2 часа да пешачам, не е проблем, бидејќи тука нон-стоп пешачам. Тој вика, така мислиш, меѓутоа тука не е така. Не е така, бидејќи таму за да отидам до продавница да купам леп, излегувам на автопат и од автопат одам на како ритейл паркови што се тука, сите се таму, на тој начин функционираат продавници, што и да е. И тогаш сватив зашто твери нема да можам до таму да пешачам. Навистина ми е 5-6 минути со кола, меѓутоа пешки нема баш услови да на автопат, да одам. Да, можеби не се сите огромни автопати, меѓутоа секој излегување од малото е автопатче и поголеми автопати има натаму. Да, што ти недостигаше најмногу ете кога се врати сега пак во Македонија, што е она што најмногу мислиш дека ти фалело таму? Најмногу ми фалеле реално моите дома, брат ми при тој киропрактичар, така што тоа и те како ми фалеше, мајка ми и блиските другарки. Реално со нив се гледав секој ден, имав доста поддршка таму, дури бев во Америка, бидејќи сега има Инстаграм, Фејсбук, социјални мрежи, пак реално ми беа блиски. И дури бев таму, ке ми рече ако те фаќа ли носталгија, и си викам сега од една страна чувствувам како да треба да речем ме фаќа носталгија, меѓутоа реално не ме фаќаше баш носталгија. Дури бев на почетокот. Меѓутоа од кога веќе бебето се роди, наполни 1 година и така како сакав да дојдам за да се запознае со моите и да види малку поинаков живот. И тука има и многу дружба, луѓе, повеќе може да се социализира и тоа е еден плюс. Тоа е еден голем плюс.
Да. Да, го спомна и синчето. Дали токму тој ти беше инспирација за насловот, бидејќи Тими, како неговото име, и насловот на книгата Тими и Джейтаб авантурите? Така е. Токму синот мој е реално причината ради која што сакав да напишам приказна, која што нему ќе му помогне и да ги регулира емоциите, и да се разбере себе си малку повеќе, и да, бидејќи нели како мајки ние секогаш сакаме најдоброто на детето да му го кажеме. Да. Меѓутоа сакав и низ приказна тој да види некои работи кои што сам ќе може да ги согледа. Низ приказна да научи. Ето така. И да биде имав идеја емотивната писменост малку повеќе да ја разработам, односно да може децата да ги разберат своите чувства, да ги сватат, на некој начин можеби да ги регулираат и да знаат дека сето тоа е во ред. Бидејќи децата дури се мали, па и кога ќе подпораснеме, сме многу подложни на работите што ги слушаме од страна. Да. И некогаш и не со лоша намера, многу луѓе знаат да ни направат да чувствуваме сомневање во себе, дека например се чувствуваме на еден начин, детето плаче, па ќе му речат не плачи, лошо дете или слично. И тоа, например, мене ми пречи. И сега луѓето, кога со добра намера, нели, за да не се вознемирува детето, би рекле такво нешто, меѓутоа детето тоа внатрешно може да се го интернализира, јас сум лошо дете, аз може, и само да се повлекува. Сметам дека тоа не е во ред. И контраефект да се постигне, наместо да се смири и да се вознемири можеби уште повеќе. Да, или да биде повлечен. А дете треба да истражува, да биде отворено. И бидејќи нели сите родители претходно кога имаат деца викаат што сакате, сакам да го сменам светот за детето, и ми било тоа толку клише. Меѓутоа сега кога го имам детето, знаете, не е само празни зборови, си викам вака, светот не можам јас на сите да им викам вака кон моето дете. Меѓутоа можам моето дете да му дадам материјал да биде позаштитен, да биде силно, цврсто, издржливо, и тоа го сакав за моето синче. И кога имав идеја да направам приказната и размислував, бидејќи реално после породувањето размислував малку превише, така anxiety, и пишувањето ми помагаше да се стабилизирам некако, бидејќи нели после пороѓање емоциите се многу силни. И добри, и лоши, и се, и главата некогаш екстра мисли. Па беше период на вируси, па многу се закирев околу тоа и вика, чекај малку, мене креативна работа обично ме смирувала, особено пишување. Пишував работи реално што ми пречат, за да ги изфрлам од себе на хартија. Меѓутоа после се реков, чекај, па не мора јас само да пишувам работи што ми сметаат, поубаво да пишувам работи што ќе бидат и продуктивни при тоа. И кога си реков идеја за книга, бидејќи оддавна, можеби секој од нас си мисли ќе напишам еден ден книга. Прво споделив со брат ми и тој навистина ми пружи секаква поддршка. Рече, Кики, одлична идеја, што и да треба. Тука сум, нели, ако треба и финансиски, ќе те поддржам и се. И се осеќав дека имам една мрежа на заштита, па почнав и да си работам на книгата. Па лека по лека направив, па ја препрочитав 300 пати пред да пуштам на некој друг да прочита. И ја направи тука и промоцијата во Македонија. Да, и промоција направив. Пред некој ден, да. Да, неформална промоција направив. Ми дојдоа навистина многу драги луѓе кои што ми го преполнија срцето со радост и среќа, ми дадоа многу охрабрувачки зборови. Имаше и некои дечиња и една од нив баш ми остана онака при срце, вели, зашто вакви не ни се лектирите? Да, добро прашање. Да бидат можеби и поинтересни, по-пристапни, нели, некои теми што се до децата блиски, да не бидат секогаш оние лектири кои што, нели, задолжителни се, но и поинтересни, да може и тие да уживаат, да не биде, нели, само како што кажи ти претходно, класична лекција, некоја филозофија која што треба да се повторува, туку да учат и низ примери, низ приказни, како што ти го правиш и тука со твојата книга. Да, благодарам да неубавите зборови. И вистина е така, зашто јас гледав и да биде релевантна на денешното време. Да има и лекции кои што, например, сега сите деца се, да речеме, со мобилни телефони. И не мора ние да ги исклучиме мобилните телефони,
Меѓутоа може да им дадеме на децата мотивација да видат дека и има нешто друго. Затоа и тими оди во Африка, каде што забележува дека децата се навистина многу среќни, а му изгледаат многу поинаку од сите дома. Вика, нема ни уреди, ни Nintendo, ни PlayStation, а толку радост да се чудиш. И баш има во книгата, вика, јас кога ќе се сетам на моите другари со полни плакари од се и сешта, и секогаш имаат нешто што им недостасува. Не се толку среќни како оние кои што можеби немаат толку материјални работи. Зашто можеби тие материјалните работи ги бараат во предметите. Меѓутоа ти ми гледа дека кога обкружен со други луѓе, со други деца, иако различна култура ги осеќа толку блиску. Сега да не откривам се, меѓутоа низ книгата сакам и децата кои што ќе прочитаат да си пронајдат сами лекции, да не биде, нели, јас да им кажувам. Тоа беше идејата. И започна како извини. Од друга страна ја направив да е целосно илустрирана. Така е. И за книги со кратки поглави, обично тоа не е случај. Има неколку, да речеме, црно-бели илустрации тука таму, бидејќи за самостојни читачи што трошоците за продукција се многу големи, плюс, не знам, веројатно сметаат дека не мора да се толку сликовите интересни за да задржат внимание. Меѓутоа, јас мислев и на оние деца кои што не толку имаат желба да читаат, а навистина книгите се прекрасни и се свет кон некогаш кога ни треба поддршка, оттишка од се друго на светот. Барем јас така сум ги гледала книгите. И сакам и оние деца што имаат баш одбивност кон книгите, да увидат колку убава работа има во книгите. И кога некој ќе се научи да чита, после имало немало илустрации, ќе наоѓа и прибежиште во книгата, а тоа е навистина храна за душата, за духот. Сакам тоа да го разберат. Илустрациите помагаат да се долови, нели, самата приказна и од најмала возраст да децата може да ја отворат, па и ако не може да читаат, да низ призма на сите тие слики доловат некој момент или нешто можеби научат, им се развие имагинацијата, да фантазираат едноставно во тој свет, кој што започнува како навидум обична приказна, нормална секојдневна приказна, а се развива во една голема авантура. Како доби идеја токму за овој континент? Па реално сите деца нели знаат обично нешто да чепнат, па никој нема да примети. Сме ги гледале оние рилс на Инстаграм, дете со чоколада на устата, вела дали јадеш од чоколадата? Не. И сите деца знаат да прават нешто што е така да речеме забрането. Така и ти ми чепка во лабораторијата, работилницата на татко му каде што не треба. И сакав децата да видат дека колку некогаш далеку знае тоа да заврши што смета дека невино, бидејќи тој се помислува, ќе се повозам, никој нема да примети, ќе го вратам. Меѓутоа те стигнува во Африка, не може да не примети некој. Ни помалку, ни повеќе таму, Реално и татко ми, дури бев мала, многу пати ми раскажуваше приказни и секогаш тој кога раскажуваше, ни кажуваше за некоја далечна земја, каде што ние не сме слушнале. Сакаше на некој начин веројатно да ни ги приближи сите тие светови што кога ќе отвориме на телевизија ни се чинат толку далечни, недостижни. Веројатно сакал да ни даде до знаење дека се е возможно. Може и да се стигне и да ни даде некој охрабрување и да не запознае со нови култури. Тоа можеби и на некој начин сакам јас да го пренесам на децата, бидејќи иако Тими ги гледа децата во скроз различен свет, како мисли дека вау, ова е нешто страшно непознато, кога ги запознава гледа дека и тие му се блиски по срце, и тие се деца, и тие имаат еднакви радости и во еден момент се чувства дека тој навистина се вклопува тука. Така и со сите ние, секогаш кога гледаме нешто сосема непознато, ни се чини страшно, дека ќе биде премногу тешко, па подобро да стоиме на страна или уште од мали па ако се децата научени дека не тоа, нема ни да се охрабруваат. А со секој охрабрување, па дури и со грешките, и духовно растеме. И со секоја нова можеби љубопитност, па и грешка, продолжуваме натаму, нема една грешка да не спречи. Ке се научи од таа грешка. И сметам дека колку повеќе знаеме, толку поубав и полесен ни е животот. Не се ограничуваме кон работи
кога сме поотворени, имаме поширок видик на светот и дури проблемите што ни се секојдневни некогаш не ни се чинат така страшни. Меѓутоа еве за време на короната да речеме, кога ќе се затвориме дома, нема искачање, веќе и ништо да нема почнуваат да ни се создаваат некои проблеми во главата. Црни сценарија. Да, обично црни сценарии се влошуваат колку повеќе седиш затворен. Така е. И на тој начин треба многу храброст некогаш и за човек да излезе едноставно од дома, да види нешто друго, но и секој... И од комфорт зоната, што си ја има секој од нас, да. Тоа е фактички комфорт зоната што и се обидувам и тоа да го прикажам низ книгата. Со секој мал чекор, тој паѓа станува и си вика, што малку понатаму и така се стига на голема далечина, како што стигна Тимче во Африка. Ако, например, седиме и си викаме во Африка, охо, Африка далеко, така, меѓутоа ако идеме чекор понапред, кога ќе се свртиме, ќе видиме дека реално далеко сме стигнале. И така на некој начин се чувствувам веројатно јас и низ моите патешествија, да речеме. Се навраќаш на детето во себе си, го негуваш реално, тоа мало девојче кое си била? Може би, особено со моето дете, кога сум со Мите како детинеста. Да. И максимално уживам во тоа, да ви кажам искрено, ми е навистина убаво. И дури и сега, кога ќе се најдам во ситуации, кога се осеќам како кога сум била малечка, кога знам нешто, малку страф ме фаќа, викам, чекај малце, јас се пишувам книга со која што треба да ги охрабрам другите и си давам слобода да одам чекор натаму, па како што кажувам, грешките не се крај на свет, од тоа се учи. Да, тоа е добро ете како и порака за децата, нели? Да не се плашат ети да сгрешат понекогаш, дека може се да се поправи, да се врати во нормала, да се научи да се издигнат и понатаму. Да. Овие лекции дали си ги научила и како мала или едноставно од како стана мајка па мајчинството те смени уште повеќе? Мислам дека овие лекции сум ги научила како мала, највеќе од моите родители, меѓутоа тогаш јас не сум сваќала дека ги имам овие, например, знаења. Бидејќи кога сме мали, мислиме сите се исти како нас. Така, не разбирам дали имам нешто што може би е чекор плюс од некој друг што нема. Јас дома се осеќам дека секогаш сум имала слобода и дури да сгрешам, не било крај на светот. И се сеќавам и во училиште, например. Секогаш сум сакала да имам петки и обично други деца ако добијат слаби оцени, дома се карани, казнувани и слично. Се сеќавам јас еднашка, дали беше час по историја или слично, не бев спремна за материјалот и како рекав, ајде за следниот час. Меѓутоа така беше повеќе од цел клас и професорот реши на сите единици во дневник. И сега другите деца не се секираат за својата единица, него викаат, аха, Кристина доби единица. Да, некој што сега бил дома белја. И сега јас се сеќавам, леле, толку се плашев да кажам за единицата, а не сакав да скријам зашто знам дека никогаш не сум направила нели таква белја и моите не биле строги, секогаш имале разбирање и доаѓам дома и си викам, добра, може би нема да кажам. Моите ме познаваат од километар, како нема да кажам прв пат единица, мислам дека крај на светот. Ти се видела веќе на фаца. Да, и татка ми нели ме прашува како што, му кажувам единица и сега викам, леле, што ќе ми каже? И тој вика, ученик без пушка не бидува. Немате представа колку ми е леснало. И викам, леле, веќе ни една единица нема да добивам, зашто моите се толку добри и навистина сакам да се гордеат со мене. И мислам дека секое дете, доколку дојде им каже на родителите дека има проблем, ако те имаат разбирање, тоа повторно ќе отиде и ќе им каже и за поинаков проблем. Меѓутоа, ако само не идува на казна, детето веќе ќе се стреми повеќе кон тоа да сокрива работи, што сокривање на работи, сокривање веќе ќе стане навика. И затоа можеби некогаш децата кога се мали, ако не ги слушаме, кога ќе станат тинејџери, тие нема да нас слушаат нас. А тој период е и така битен да има поврзаност со децата и родителите. Да. Доколку има отпор за таа комуникација, не може понатаму да се создава тој однос. Така е. А мислам дека сето тоа
и се поправа, меѓутоа доколку се гради од кога детето е помалечко, би бил многу подсврст и полесно раскинлив. И тие се работи што имав намера да ги креирам меѓу родителот и детето со оваа книга. Да, ти приоѓа ли родители или ете пријатели, роднини, обожаватели кои се ја има купено, нели, книгата прочитано, со некакви коментари, со некакви совети да бараат од тебе или критики да бараат во однос од родител-дете? Реално, бидејќи се уште е свежа од печат, нема многу, меѓутоа на сите кои што претходно им дадов да прочитаат, ми се чинеа искрено импресионирани од книгата и велат, леки па ти колку си имала креативност, едно друго. И од една страна го сметам тоа како охрабрување од пријатели, меѓутоа почнувам и да се верувам дека навистина и веројатно и другите ќе мислат така, бидејќи до сега никој не се пожалил, сите се дури многу повеќе импресионирани ми се чинат од колку што јас би очекувала. И тоа многу ме радува. Ме радува дури и да е само охрабрување, се викам, вау, имам стварно одлични пријатели. Да. И имаше и критики, меѓутоа тоа на почетокот, бидејќи оваа книга пишувам повеќе од една година. Повеќе верзии сигурно доживеала. Охо, верзии, па после прилагодување на тонот на читање, на возраста на децата, на речениците, па на дополнителни работи да бидат поинтересни. Вистина максимално многу истражував околу темата за да биде интересна и корисна. И при тоа и родителите велат дека и нив им се допаѓа. Како успеа да го прилагодиш тонот на читателот, односно некој детски речник, детски зборови да не се прекомплицирани, па да детето не може да свати, да не го знае зборот, да му треба помош за да ја разбере книгата, нели? И тоа се случувало. Има книги каде што се на некој повисоко ниво напишани текстовите за едно мало дете. Да, така е. Па, да бидам најискрена, се служев со многу алатки. ProWriting, значи се што јас можев да најдам од алатки, кои што ќе ми помогнат за прилагодување на тонот, ги искористив. Нека не е дека јас нешто имам особено предзнаење за секоја возраст, нели како би било. И мислам дека тоа и не е баш можно. Дури ако некој е книжевник, веројатно би имал многу повеќе искуство за да го направи тоа. Меѓутоа, со среќа, постојат еден куп алатки што ако човек сетне да истражува, ќе најде многу. И не ги памтам имињата на сите алатки, меѓутоа се што најдов искористив. Од што користела авторката на Хари Потер, до било кои други што ги најдов како помош, навистина ги употребив. И максимално исцрпив се што можев да најдам да исцрпам за да биде и тонот, и речникот прифатлив, пријатен за децата за читање, при тоа и за родителите, и за тоа можеби ми требаше малку повеќе време околу книгата. Иако ова не ти е прва книга, претходно имаше и други боенки, буквари, па можеш околу тоа да ми ја раскажеш приказната, како настанаа пак тие? Да. Па реално, како што кажав, во периодот од како се породив, бидејќи не можам нели многу да се движам едно друго, и сопругот како за помош ме мотивираше дека ми треба некој хоби. Ме охрабруваше да најдам хоби, бидејќи пред да се породам, хоби ми беше плетање, меѓутоа сега немав толку време, а имав многу емоции кои што сакав да ги искажам, па пишував. И кога почнав да размислам за нешто продуктивно, покрај книгата си реков, чекај, па тука нема многу, во мојата библиотека нема ништо на македонски јазик. Има на корејски, има на јапонски, има на многу други јазици, меѓутоа на македонски нема. Се викам, па јас ќе направам една буквар, боенка за децата, бидејќи наскоро и на моето дете ќе му треба. Многу ми беше забавно, особено работата во Canva, барање елементи, стварно ме исполнуваше тоа. И сите онака грижи што ми беа, кога почнеш да се работиш, да се занимаваш, да се фокусираш на нешто друго, сите грижи малку се намалуваат и повеќе уживам и во времето со детето, и кога тоа спие, јас си работам на моите работи, времето ми е исполнето и почнам да се осеќам многу посреќна. И затоа од кога тоа беа книгите. Инаку морам да се заблагодарам до сите македонци што се особено во Германија и Австралија, бидејќи од таму највеќе ги купуваат боенките. Тоа е АБВ кирилица и е достапна на Амазон.
во Македонија не е достапна, бидејќи немаме Амазон. Меѓутоа, Тимиџида по авантурите ќе ја направам наскоро достапна и на Kindle апликацијата. Се надевам, штом стигнам да средам се. За боинките се, значи за секоја буква има збор, кој што може и да го научат, и збор соодветен на сликата, и при тоа да може да пишуваат на страна едно како работно ќоше, кај што ќе може да го вежбаат тој збор. Тоа е првата боенка, а втората боенка, иако исто ги има сите букви, се направив да биде различно, за доколку некој има првата, да не му е досадна втората. И плюс таму додадов и вежбање линии, криви линии, прави линии, искршени линии, поврзување на точки, за да може децата да вежбаат моториката, да може да биде соодветно и за оние помали деца кои што сакаат да научат азбуката. Меѓутоа, има таму и транскрипција на букви. Така што секој што би имал, верувам дека ќе му е интересна и корисна. Па се надевам и кај нас ќе биде достапна, нели, и таа како боенка буквар, и ова сега за Тими и неговите авантури исто да биде и во книжарници, верувам и за тоа дека си размислувала. Да, здравие ќе биде, се надевам. Решив да испечатам книгата Тимиџида по авантурите најмногу поради блиските кои што навистина имаа желба да добијат книгата и ми рекоа донесе нели од Америка. Да. Викам од Америка сега, ако јас редам цел куфер и дете, и куфер, и книги, и алишта за него и за мене, мислев ке е многу. И велам, кога ќе дојдам јас таму, ќе најдам начин да испечатам. И така се случи, соработка со Европа 92, кој што навистина многу ми помогна, и од формат кој што беше амерички, да ја направам на македонска верзија достапна, бидејќи тука има едни стандарди, таму други стандарди, нели, таму инчи. Да, оригиналното пишување беше на македонски? Ти кога ја пишуваш? Оригиналното на англиски ја пишував. Или на англиски ја пишуваш? На англиски дури бев таму. Значи, ова е превод всушност. Така некако. Меѓутоа ја прилагодив и културолошки да биде поблиска на нашето поднебје. Сепак ова можеби малку потопла, бидејќи ми е на мајчиниот јазик. Така, битно и на двата јазика, значи сега можеш да бидеш на две места достапна и да се продаваат книгите, верувам, и тука ете за скоро. Како што кажа, битно сега направи промоцијата, па да може и тука во Македонија да ја купуваат, како и букварите, нели, боенки. И пред самиот крај би сакала што те прашам околу пишувањето, дали како мала го имаше забележано тој талент, таа желба за пишување, бидејќи знаеме почна сега, нели, овие години, како што кажа, корона, после корона, породување и некои моменти кои што емотивно ти биле предизвикувачки. Но дали и како дете се имаш со ова? Реално да, уште како малечко. Уште прво оделение кога бев, секогаш професорките по македонски ми ги пофалувале писмените и многу сакав да пишувам. И читањето лектири мене не ми беше како обврска, туку ги прочитував однапред, дури по македонски ги имав прочитано целиот учебник уште пред да ги работиме темите. Зашто реално малку бев, да речеме, во балица и обично кога човек, нели така, малку повеќе учи, знае да биде некогаш мета малку и на булинг. Тие работи може исто ми влијале и сето тоа ме терало уште повеќе да читам. Зашто јас секогаш мислев дека со читањето можеби ќе се подобрам себе си. Колку повеќе гледав дека знам и се подобрам, толку полесни ми се чина и работите и пребродување на ситуациите. Заради тоа сакам сите оние кои што можам, нели, да им помогнам да се залюбат во книгата на некој начин колку што ја сакам јас, да им биде многу попристапна. Бидејќи тие се работите кои што ќе им решат голем дел од проблемите. Секогаш кога ќе имаш мака, ќе прашаш ChatGPT, меѓутоа друго е кога ќе седнеш, ќе си прочиташ, ќе добиеш едно поотворено видување на светот. И тоа е љубовта кон книгите кои имам јас и би сакала и сите деца така да ги доживуваат книгите. Мислам дека преку образование, преку знаење го подобруваме и понатаму и целото општество. Така е, ти благодарам многу за овие убави зборови и теми кои што ги отворивме. Те чекам повторно кога ќе дојдеш, кога ќе си во Македонија. Тука сме и те очекуваме и многу успеси и понатаму, па и нови книги, верувам дека веќе имаш инспирација и желби и за други книги. Да, ти благодарам многу. Јас навистина
уживав денеска во ова студио и ми направи да се осеќам навистина пријатно и ова време летна навистина како да беа 5 минути. Фала ти. И мене. Ти благодарам уште еднаш. Ние како и секогаш продолжуваме со музика. Одиме со најновата песна на Тамара Стојковска, а од мене довидување.